Во ова издание. Најнови реакции по изборот на Стево Пендаровски за председател на Република Северна Македонија. Што очекуваат граѓаните од посетата на папата Францис? Анкета на Гласот на Америка по улиците на Скопје. И покрај најновото тестирање на проектили од Северна Кореја, САД сметаат дека има простор за договор за денуклеаризација. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Трговските преговори со Кина напредуваат бавно, оцени американскиот председател, најавувајќи дека САД ќе воведат повисоки царини за кинеските производи. Од Кинеското Министерство за надворешни работи соопштија дека кинеските преговарачи се подготвуваат да отпатуваат во САД на следен круг трговски разговори. Американскиот председател рече дека ќе ги зголеми постојните царини од 10% на кинески производи, вредни $200 милиарди, на 25% и ќе воведе нови царини за уште 325 милиарди други производи. Лансирањето на проектилите со куст дострел од страна на Северна Кореја не предизвика голема загриженост во САД. Администрацијата од Белата куќа и натаму е со став дека има простор за постигнување договор за денуклеаризација. Државниот секретар Мајк Помпео истакна дека серијата проектили што биле истрелани во водите близу брегот на Северна Кореја не преминали на територијата на друга држава. Соединетите американски држави ќе распоредат носачи на авиони на Блискиот Исток, како што соопшти советникот за национална безбедност на Белата куќа Џон Болтон. Целта е да се испрати јасна порака до иранскиот режим дека секој напад врз американски интереси или нивните сојузници ќе биде пречекан со непопустлива сила. Успешни избори со одзив од 46,7%. Северна Македонија избран нов председател Стево Пендаровски. Оценките се дека вчерашниот ден поминал во мирна атмосфера. This was a well administered. Ова беше добро спороведен втор круг од председателските избори. Продолжување на почитувањето на фундаменталните права им овозможи на гласачите да направат информиран избор, но има потреба од подобрување. Изборниот ден помина мазно и во генерално следење на правилата. Пендаровски е петиот шеф на државата. 56-годишниот универзитетски професор за речиси 60.000 гласови беше подобар од кандидатката на опозицијата Гордана Силјановска-Давкова. Во однос на неа Пендаровски беше поуспешен во обезбедувањето на гласови од граѓаните од сите заедници пред се албанската, во што му помогна поддршката на коалицијските ДУИ ДП алтернатива. Мој народе, благодарам, парламентарит. Најави дека ќе биде председател на сите граѓани, дека ќе обединува, а не дели. Против кандидатката, иако доби помалку гласови, не се чувствува за поразена. Ќе се залагам за правичност и правна држава, ќе стојам за секој чесен граѓанин, ќе обединувам, нема да делам. Мојата мисија е да обединувам, сите да одиме заедно напред. Бројките говорат за пораз. Обично поразените не се чувствуваат добро. Но јас никогаш не сум се чувствувала посмирено. Опозицијата со освоените 377.000 гласови најави политички пекол за власта, која пак по победата навести кадровски промени. Денеска падна првата. Јас побарав од председателот и од Централното председателство да ми дозволат да се повлечам од функцијата министар за култура. Она што мора да го направиме е промена на одредени раководни структури, одредени функционери кои што покажаа слабост, за кои што зборувавме и во текот на кампањата, и со нивно возобновување со нови кадри, кои што ќе ја извлечат поуката, да не ги повторат истите грешки како претходните. Честитки за изборот на нов председател дојде од Брисел. Се радувам на натамошната соработка околу ЕУ реформите во светло на ланските заклучоци за отворање на пристапни преговори овој јуни, напише еврокомесарот Хан. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Завршуваат последните подготовки во центарот на Скопје, каде папата ќе одржи свечена миса. За граѓаните и верниците доаѓањето на папата е чест и задоволство. Ова го покажа анкетата на Гласот на Америка, која Огнен Чанчаревик ја направи во Скопје. Посетата на папата Франциск е историски настан за нашата земја кој ќе допринесе дополнително да се етаблира во меѓународните односи. Граѓаните се едногласни.
Чест е и задоволство да се биде домаќин на една таква голема личност. Со оглед на тоа што е тој еден врховен свештеник на католичката црква, на вистина представува за нашата држава голема чест и задоволство што ќе го дочекаме. Какво значење е неговата посета? Посетата на папата Франциск е историски настан за нашата земја кој ќе допринесе дополнително да се етаблира во меѓународните односи. Граѓаните се едногласни. Чест е и задоволство да се биде домаќин на една таква голема личност. Со оглед на тоа што е тој еден врховен свештеник на католичката црква, на вистина представува за нашата држава голема чест и задоволство што ќе го дочекаме. Какво значење е неговата посета во меѓународните односи? А секако големо, мислам, католичката црква на вистина има големо влијание во меѓународните односи, па се надевам дека и од таа посета и за нас нешто добро ќе испадне. Среќен сум што доживувам на 76 години да ни дојде една огромна, голема, велика личност од областа на културата. Од неговото устоличување како понтив на Римокатоличката црква во 2013 година. Посетата ќе трае 10 часа, а предвидени се неколку обраќања до граѓаните. Папата Франциск ќе има средба со државниот врв во вилата Водно, од каде ќе продолжи до меморијалниот центар Мајка Тереза, каде ќе се сретне со верските лидери од државата. Централниот настан е мисата во центарот на Скопје, на која ќе пристигне со неговиот папамобил. Привршуваат последните подготовки пред утрешната посета на папата Франциск. Се наоѓаме на градскиот плоштад, а зад мене е бината на која што тој ќе одржи свечената миса. Според најавите, се очекува на мисата да присуствуваат 11.500 верници, голем дел од државата, но и од соседните земји. Скопје забрзано се подготвува за утрешната посета. Се чистат и се асфалтираат улиците, се средува приодот кон плоштадот. Центарот на градот ќе биде под посебен сообраќаен, но и безбедносен режим. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ. Се извинуваме поради техничкиот проблем, а сега продолжуваме натаму. Социјалните медиуми немаат правна одговорност за содржините кои корисниците ги поставуваат на нивните платформи, но како се борат со лажните вести? Од прилогот на Мишел Квин. Додека гореше катедралата Нотр-Дам во Париз, на Твитер се појавија лажни вести и теории за заговор кои преминаа на Facebook и на YouTube. Ова е вообичаено сценарио, со голема разлика. Ваквите вести не се проширија вирално. Даниел Фанк е од меѓународната мрежа за проверка на факти на институтот Поинтер. Технолошките платформи посочија на обидот за ширење дезинформации, што значи дека она што ние го правиме функционира. Луѓето стануваат посвесни за тоа и не споделуваат лесно вакви работи. Но луѓето исто така очекуваат акција од компаниите. Facebook соработува со преверувачи на факти за елиминирање на неподобни содржини. Twitter се фокусира на автоматски профили кои шират невистини. YouTube се обидува да ги модифицира алгоритмите за да биде потешко да се најдат проблематични видеа. Некои велат дека тоа не е доволно. Што направивте за поголема проактивност, кога се знаат фразите и зборовите на кои луѓето реагираат? Имаме 30.000 луѓе кои се фокусирани на безбедност. Меѓу нив има експерти, академици, луѓе од граѓанското општество со познавања во областа на човековите права. Користиме автоматизација, вештачка интелигенција за анализа на податоците. Сега голем дел од работата се врши од трети компании. Симијат раце, наместо да кажа, тоа е наша креација и ние треба да инвестираме во поправање на ситуацијата. Сепак, како што успорува ширењето на дезинформации, така успорува и растежот на Facebook. Од тука се поставува прашањето, дали да се биде поодговорен, значи да се прават помалку пари. Компаниите за социјални медиуми се уште го немаат одговорот. Тука е крајот на вестите. Довидување.